од автобус, да имаше повреда на ногата и мораше да ја носат назад во Охрид од холандјаните, по завршни информации. Значи за тој туризам зборуваме. Автобуска постојка нема. Автобуски паркинг нема. Развој на туризм. Друга работа што ја спомнам. Значи нема изградба на патишта и енергетски капацитети, туку има реконструкција по овој ребаланс на буџетот. Не сакам да навлекувам по неговата темелна расправа. Значи реконструкција, ги избегнувате капиталните објекти. А пред изборието кажувавте дека не знам, ќе се гради како никогаш досега. Значи не е во ред само да не напаѓате или да излезете да кажете на нашата дискусија. Јас мислам дека ние конструктивно кажавме што се не чини. Споменавте и образованието и трошоците околу превозот на учениците и огревот. Добрава ни над проблемите. Вие тоа го знаете, меѓутоа сакате пред легендите да кажете дека многу лесно ќе помине. Нема лесно да помине. Нова седница, на една од минатите седмици дискутира и прашав тука кога се овие врските на училиштата. Сега се сигурно се страшно поголеми. Бидејќи во 6-ти месец дискутиравме за минатата година. До 6-ти месец не ги видовме колку се, а сега уште овие 3-4 месеци сигурно ќе бидат страшни сумите. Бидејќи колку што имав една информација, не знам дали грешам, се извинувам ако грешам, тука е представникот на општинската администрација, ние добиваме многу помалку пари од државата за образование. Тоа е едната работа. Втората работа, ќе ја споменам повторно, бидејќи ја спомнав на минатите седмици. Вашите ветување предизборни за вработување на непродуктивен кадар во училиштата. Значи пренатрупавте, ги пренатрупавте. Се намалува бројот на ученици, значи повторно се цитирам што сум кажал на минати седмици, се намалува бројот на ученици, се зголемува бројот на извршители, професори. Хајде тоа ќе речеме му ветивте партиски. Тогаш зошто имате вработено непродуктивни кадри, значи споменав на седмици и клучари и кондураджи. Не потребни. Значи тие се зголемени трошоци. Може би затоа министерот не сака да даде доволно пари, или сигурно буџетот нема пари, тоа е не знам, нека бара градоначалникот или ние како овде што кажувате дека многу лесно ќе помине. Значи, јас мислам, може не сум 100% точен, дека сега превозниците и овие луѓе што им морчиме за гориво, за нафта, се надеват дека со овој ребаланс ќе добијат некој денар на сметки. Кога ќе видат дека нема да добијат, тоа што го очекува, не знам понатаму како писуват. Не знам дали ќе го возат. Значи, дај може да го возат, дај може да му се исплати, дечките да судат на училиште, меѓутоа со вакви показатели, и вие тоа го браните дека поделите од буџетот, дека сме младо, не, значи не се сложам со тие работи. Има уште многу да дискутираме, меѓутоа да го ставиме просто на другите.